Македонскиот идеал е како пиреј. Колку и да го корнеш, тој пак се издигнува. Денес се сеќаваме на хероите кои платиле скапо за слободата која ја живееме сите ние. Ова се дел од пораките кои беа испратени на свеченото одбележување на 130 годишнината од внатрешната македонска револуционерна организација. Председателот на ВМРО ДПМН порача дека сега е време за повторно обединување под македонското знаме, како пред 130 години. Според Мицкоски, тоа што се помалку се одбележува овој ден од страна на власта е ситнодушност, која не им дозволува да видат дека ВМРО е на секој македонец. Таков еден судија, кој што на маката на нашите браќа и сестри, бранителите, направи кариера, па ја гледаме како се препелка и ја влечкаат од телевизија на телевизија, па сега се опаметила, почнала и политички позиции да кажува и ставови. Стана врховен судија. Тука сакам да кажам една порака. Таа работа не е завршена. Таа работа додека постои ВМРО ДПМН, додека јас сум председател на ВМРО ДПМН, не е завршена. Тие луѓе не бараат амнестија. Тие луѓе не сакаат да бидат во исти кош со убици, рекетари и криминалци. Тие луѓе бараат правда. И веднаш по формирањето на новата влада, ВМРО ДПМН ќе го покрене прашањето за вистинска правда за нашите бранители. Изариваат нож на правдата, иако дојдоа во фотелите со нема правда, нема мир, вели Мицкоски за целокупната состојба во македонското правосудство. Зборувајќи за осудениците од 27 април, рече дека додека постои ВМРО ДПМН, таа работа не е завршена. Нивните животи беа ставени пред олтарот на нашата слобода. Голготата низ која одеа беше патеката пред која се поклонуваа и беа почитувани дури од непријателите и поробителите против кои се бореа. Скапа е цената која македонците ја платија за својата слобода и затоа сакаат многумина други да ја присвојат и да ја прикажат за своја. ВМРО секогаш обединувало леви и десни, сиромашни, богати, интелектуалци, земјоделци, работници. Таа била поголема од секој поединечен интерес. Мицкоски му порача на премиерот да земе бел лист хартија и да напише било кој датум сака за одржување на парламентарни и председателски избори, помеѓу двата најголеми верски празника на пролет. Според него, преку одбегнување да се договори датум за избори, владата оди кон свесно предизвикување уставна и политичка криза.